Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Започнуваме со првата информација за денес. Православните верници денес го слават Свети Василий Велики, како и почетокот на новата година според стариот календар. Во соборниот храм Свети Кирил и Методи утрово се одржа и света литургија. За православните верници 14 јануари е почетокот на новата година според стариот календар. Но денес православната црква одбележува два празника: обрезанието на Господ Исус Христос и Светиот Василий Велики. Според календарот се празнува и Светиот Василий Велики, кој што бил архиепископ Кесариски и бил роден во времето на Константин, ги поминал сите науки, како што се реториката, астрономијата, философијата, принел сериозна аскеза и станал архиепископ на Кесарија, каде што напишал многу творби. Ги напишал монашките правила, ја напишал литургијата на Свети Василий Велики, која служиме 10 пати во годината, меѓу кои во денешниот ден. Отец Александар ја објасни традицијата преку која на денешниот ден верниците прават пита со паричка. Познато е неговото чудо со Јулијан Отстапник. Всушност, Јулијан Отстапник бил и негов на некој начин школски другар, кој што подоцна отпаднал од црквата и пак почнал да ги гони христијаните. Кога Свети Василий Велики бил архиепископ на Кесарија, Јулијан се заканил дека ќе направи голем покол во Кесарија и за Свети Василий Велики да ги заштити христијаните од убиствата на Јулијан. Знаејќи ја неговата слабост, сребролюбието, наредил сите христијани да го донесат зачуваното злато од дома, за која ќе дојде сребролюбивиот цар, златото да му биде дадено. И бидејќи Јулијан Отстапник загинал и не дошол, потоа Свети Василий Велики на собраното злато сакал да го врати на народот, па така го поделил на еднакви количества и го ставил во лебови, во пити. И така луѓето, земајќи од лебовите, си повраќале одредена количина од златото кое што го беше претходно дале. И во чест на овој настан, кој што се случило житието на Свети Василий Велики, според традиција, и денес се подготвува Василопита. И затоа може би да кажеме дека прашањето кога, иако тоа е традиција, еден побожна традиција, благочестива, но прашањето кога треба да се постави леп со паричка, дали на Бадник или на Свети Василий, значи денес е сепак најправилно да се постави пита со паричка, заради тоа што тоа го правиме баш во спомено на Светиот Василий Велики, архиепископот Кесариски. Од црквата на верниците им посакаа среќна и успешна нова година. Годинава би требало да биде пуштен во употреба воспитно-поправниот дом Тетово, сместен во атарот на село Волковија. Со тоа би се решил дводеценискиот проблем со сместувањето на неговите штитеници. По 18 години селидба од еден во друг затвор, штитениците од воспитно-поправниот дом Тетово, според најавите наскоро ќе треба да се вселат во овој објект, сместен во атарот на село Волковија. Дотогаш, штитениците од овој ВП дом се уште ќе престојуваат во тесните простории во затворот во Охрид, каде што нема никакви услови за нивна социјализација. Директорот на ВП домот Зоран Стојановски вели дека постојаната селидба и престојот во несоодветни услови, во исти простории со затворениците, влијаело негативно на штитениците. Сето тоа влија и демотивирачко и оптеретувачки на персоналот, тоа се префрла како емотивна зараза и на децата, тие не ги добиваат основните третмански погодности од 5 превоспитни сфери: образование, острчување, личен развој, слободно време и постпенален прифат. Директорот Стојановски истакна дека новиот дом не ги исполнува сите критериуми, како што налагаат европските конвенции за правата на штитениците, но за разлика од условите во кои сега престојуваат децата, овој објект е хотел со 5 звездички. Воспитно поправен дом треба да има, на пример, ако не 8 работилници, 6-8 колку што сме имале на првобитната локација, барем неколку, а не една. Овде е само една работилница. На првобитната локација имавме училиште самостојно на 2 ката, со
верифицирани наставници, програми, свидетелства, со кабинети на вториот кат, и тоа кабинети какви што и денес ниедно училиште во Тетово и пошироко нема такви услови. Овдека е сведено на 2 училници. Инаку штитениците заедно со вработените во војниот конфликт во 2001 година беа обколени и збркани од стариот ВП дом во Тетово, лоциран веднаш до тетовското Арабат и Баба Теке. Институциите по речиси 2 децении не успеа да ги вратат во објектот, изграден по сите стандарди кој сега е целосно во руина. Сега катастарски ВП домот му припаѓа на исламската верска заедница, кој ја добија оваа парцела со денационализација на земјиштето. Во Гостиварскиот регион има 275 деца со попречености, а околу 80% од нивните семејства се во тешка материјална состојба. Со цел да им се помогне, Сдруженијето Заедно можеме бара уставни и законски измени во деловите кои се однесуваат на нивните права. Внесување на лицата со попречености во Уставот, формирање посебен народен правобранител за заштита на правата на оваа категорија граѓани, законски измени во делот на статистиката, ослободување од одредени плаќања. Ова се дел од барањата кои што Сдруженијето на лица со посебни потреби од Гостивар Заедно можеме ги изнесе пред представниците на политичките партии и побара да ги вметнат во своите предизборни програми. Барањата беа образложени на состанок на кој присуствуваа и родители на деца со посебни потреби. Кој барање се измени на Уставот, член 9 и член 110, да се додаде попрешеност, зашто со Устав не е гарантирано никакво право за лица со посебни потреби. Бараме промени на Законот за статистика, за да се знае колку точно има лица и деца со посебни потреби во Република Македонија. Бараме народен правобранител, што ќе биде само за заштита на правата на лица со посебни потреби. И бараме во Законот за јавни патишта, член 66, од сите тие диагнози што се ослободени за патарините, бараме да се допишат и аутизам, даун синдром и лица со глуви и наглуви. Овие што не постојат и се тешки болести да влагат во тој закон. Освен уставните и законските измени, од Сдруженијето бараат и отворање на центар за рехабилитација во Гостивар, кој ќе биде наменет за децата со церебрална парализа, аутизам и други диагнози, каде што тие ќе може да добиваат соодветен поединечен третман. Според нивните податоци на поширокото гостиварско подрачје кој ги опфаќа општините Гостивар, Маврово, Ростуше и Врапчиште, има над 270 деца со посебни потреби, а 80% од нивните родители се соочуваат со тешки финансиски кризи. Над 60 планинари стекнаа вештини и знаења за планинарење во зимски услови. Обуката се одржа на туристичкиот центар Попова шапка. Зимските школи за обука се одржуваат по 6-ти пат на скијачкиот центар Попова шапка. Планинарите се запознаа со начинот на работа со цепин, дерези, снежен профил, лавина, изработка на зимско засолниште и слично. На оваа школа учествуваа планинари кои има можност да се сретнат со техниките и начините за планинарење во зимски услови. Обуката беше поделена на 2 дела, така по теоретски и практичен дел. На теоретскиот дел се презентираше сетата опрема и техниките потребни за зимско планинарење, дерези, цепин, лавинологија, правење на засолниште, зимски камп и така натаму. А во вториот дел пак учесниците имаа и можност практично да ги пробаат сите овие техники, па сите пробува падови и спречување на падови со цепин и дерези, движење во наврска, копање на засолништа и други активности кои се неопходни за успешно зимско планинарење. Стојановски вели дека планинарењето во зимски услови стана тренд во последно време, затоа и често има случаи на повредени лица во лавини. Поради тоа секој планинар е препорачливо да ги помине ваквите зимски школи. Движењето во планина е поинтензивно. Сега повеќе луѓе посетуваат планината, што порано не било таков случај. Движењето по планината е зголемено. Значи има повеќе планинари, повеќе планинарски клубови кои сега почесто престојуваат на планина и затоа
привидно ние имаме повеќе несреќи, меѓутоа тоа се должи на фактот што сега повеќе е зголемен бројот на активности и на планинари. Затоа и лавини паѓале секогаш и секаде, на место каде што има можност да паѓаат лавини. Меѓутоа ретко таму оделе планинари, па затоа не биле загрозени. Зимската школа ја организира планинарско-спортскиот клуб Мак Петрол, планинарскиот клуб Јелак и планинарското друштво Козијак 2013. Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат за 2 приведени лица заради поседување дрога. Слушнете ги деталите. 22-годишник од Гостиварска Топлица бил лишен од слобода вчера вечер во гостиварското село Градец, затоа што при преглед пронајдени му се марихуана и ризла. Тој бил задржан во полициската станица Гостивар и по целосното расчистување на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок, информираат од СВР Тетово. Вчера во 19 часот на магистралниот пат Гостивар-Кичево приведен бил и 29-годишник од Скопје, затоа што при негов и при преглед на возилото Volkswagen Golf 7 со скопски регистерски ознаки кое го управувал, пронајдени се 2 шишиња со непозната црна течност, најверојатно масло од канабис. Тој е задржан во полициската станица Гостивар и против него ќе следува поднесок. Од партијата Беса одржаа пресконференција на која реагираа за одолговлекувањето на постапката за пуштање во употреба на шестоседот на Попова шапка. Почитувани медиуми, почитувани присутни. Ова денешна пресконференција за медиумите ја свикавме токму поради местово кај што се наоѓаме и незиното иставање зад рака од оваа власт, или поконкретно од ДУИ, од кој до денес не видовме ништо конкретно како инвестиција, освен празни ветувања. Единственото добро кое започна како инвестиција во ова место беше токму шестоседот, кој со како што изгледа ќе биде пуштен во употреба во пресред на изборите, бидејќи ДУИ и оваа влада сакат да го злоупотребуваат и најмалата можна инвестиција за манипулирање гласови, бидејќи последните денови изгледа се освестиле и знаат што ги очекува на 12 април. Тренерот на фудбалскиот клуб Шкендија Ернест Ѓока е задоволен од трансфер пазарот и досегашниот тек на подготовките на неговата екипа. Фудбалерите на Шкендија веќе 10 дена активно се подготвуваат за продолжението од прволигашката сезона. Тие тренираат на терените во Тетово и Тетовско, а така ќе биде се до 22 месецов, кога екипата ќе замине на подготовки во турскиот туристички центар Анталија. Од клубот си заминаа 5 фудбалери, додека пристигнаа 4. Тренерот Ернест Ѓока е задоволен од досега сработеното, но и од ангажманот на Далку, Ахмеди, Нето и Кривак, од кои се очекува да го подигнат нивото на играта на Шкендија. Внимателно ги селектиравме новите играчи и верувам дека со нив ќе бидеме посилни во пролетниот дел. Екипата има победнички менталитет и на секој надпревар размислува само на победа. Можевме да донесеме уште нови фудбалери, но мислам дека исполнивме целта и донесовме квалитетни фудбалери на оние позиции каде што ни беа потребни. Задоволен сум од досегашниот тек на подготовките, а главниот дел ќе следува во Анталија, каде ќе одиграме и неколку контролни надпревари. Се надевам дека напролет ќе ја намалиме предноста на Вардар и на крајот ќе завршиме на првото место. Екипата на Шкендија есенскиот дел од првенството го заврши на втората позиција на табелата со заостанување од 8 бодови позади лидерот Вардар. Em size, em bize. Јаде sana, јаде ба. Подразбираше одење на терен, спиење во шатори, буквално без никакви услови, носење на наша храна, вода, соочување со животните услови во кои што живеат тие луѓе таму и учење и разбирање на нивниот начин на живот и
нели доаѓање до се поголема близина благодарение на тоа. Здраво, јас сум Тамара Котевска, фриленс документарист и моментално корежисер на документарниот филм Медена земја. За мене пред се представуваше една огромна животна школа, буквално. Ме промени целокупно. На почетокот требаше да биде едно кратко видео. Така дојдовме до дупките во карпите, во кои што живеат дивите пчели, кои што очигледно беа правени од човечка рака и почнавме да го правиме истражувањето, чиви се тие и кој се занимава со тоа. И така дојдовме до Атиџе. Тргаме од ливчето на мастиката кој што джвакаме, каде го фрламе. Тргаме од ѓубрето по дома како си го разделуваме и понатаму чекор по чекор се градиме како подобри луѓе во се поширока средина. А во нашата земја има толку многу услови за да живееме еден стварно солиден живот, бидејќи сме мал број и на мала територија која што е многу богата со се. На младите најверојатно би им порачала никогаш да не заборават каква енергија носат во себе, да се потсетуваат себе што можат да направат и дадат. Да не дозволуваат да околината ги сруши полека. Во однос на институциите, бидејќи тие се создадени од индивидуалци, горе-долу истото би го порачала, бидејќи не смееме да фрлиме вината врз институција како некаква виша сила, кога таа е направена од индивидуални особи кои што мора да бидат свесни пред се сами за себе. Со ова ги завршуваме регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Останете со програмата на телевизија Кисиме Нада. Пријатно!